Со зафаќање на водата од Кочанска река и пуштањето во полињата заради полнење на нивите денеска практично започна овогодишната наводнувачка сезона. Први води добија земјоделците од местото викано Сазлак, каде агротехнички подготвените ниви се наполнија и се целосно подготвени за сеидба. На отворањето на наводнителната сезона присуствуваа директорот на платежната агенција за развој на земјоделието Никица Бачовски и директорот на водостопанство Брегалница Дени Митров, кој истакна. Со самото доаѓање денес на директорот го промовираме и официализираме пуштањето на водата за наводнување на оризовите површини, оризовите полиња. Денеска се наоѓаме во аторот на Кочани, место викано Сазлак, каде што може да се забележи дека веќе водата започна да навлегува во земјоделските површини. Митров најави успешна наводнителна сезона со оглед на фактот дека акумулацијата каливанци е полна и дека реките и другите протечни води се на задоволително ниво. Во моментот имаме задоволително количество на вода акумулирана во брана Калиманци, која е на околу 110 милиони метри кубни и се надеваме дека до почетокот на пуштањето на системот, односно десниот и левиот магистрален канал кој ќе биде за неколку дена, дека браната ќе достигне максимална кота или можеби очекуваме и да дојде на прелив. Поволната ситуација со резервите вода создадоа предуслови за зголемување на површините под ориз, што значи и поголемо вкупно производство. Имаме зголемување на површините, во моментот се наоѓаме на местото каде што имаме ново поле за ориз. Во последните 4 години ова поле беше под крски култури посејано, во оваа година да се повторам дека ниту еден канал точно на ова поле, бидејќи го пуштаме како ново, не е оставен да не биде исчистен и вкупно проширување на местото каде што се наоѓаме имаме околу 200 хектари, а на ниво на целото водостопанство како Подружница, Брегалница, Кочани со ориз има проширување околу 400 хектари. Со сето ова вкупната бројка за површина под ориз која што ќе биде засејана во престојната 2021 година ќе биде околу 4700 хектари, плюс делот од крупиште кој што спаѓа во Подружница Свети Николе, вкупно ќе имаме околу 4200 хектари засејани со ориз. Тој исто така најави дека иако дел од каналите и вадите се уште не се исчистени, сепак сите водокорисници навреме ќе добијат вода и ќе ги имаат сите услови за квалитетна реколта и успешна земјоделска сезона. Каналите во овој дел се исчистени, остануваме на терен уште неколку дена да ги исчистиме и да го ставиме во функција системот каде што сме имале проблеми и да го подготвиме за престојната сезона. Се надевам дека ќе имаме успешна сезона и нема да имаме поголеми проблеми со оглед на самото тоа дека врнежите во изминатиот период не ја наполнија браната, каналите во најголем процент се исчистени и се надевам дека со самото тоа проблемите на земјоделците околу наводнувањето ќе бидат сведени на минимум. И покрај променливото време, земјоделците успешно ги изврши агротехничките подготовки за површините за сеидбата на оризовата култура, при што предвидуваа дека сеидбената кампања интензивно ќе се реализира во периодот од 15 април до 15 мај.